Па, можам да кажам дека индустријското производство во ноември со растот од 11,1% практично представува продолжување на она што пред некој месец веќе се врати, а беше краток период запрено заради политичката криза, а тоа е еден стабилен и континуиран раст на индустријското производство веќе подолг период. Значи, ние веќе долг период имаме висок раст на индустријското производство. Имаше само прекин од неколку месеци во екот на политичката криза, со што по чие завршување на некој начин продолжи растот на индустријското производство. Слично беше и минатиот месец, многу висок раст. Така што овој раст од 11,1% навистина е показател дека имаме исправни политики во делот на поддршка на економијата, имаме реформи кои што даваат резултати и индустријското производство ветува понатаму изголемување на вработеноста и отворање на нови работни места во Република Македонија, зголемување на извозот, што представува и прилив на девизни средства и што има други позитивни реперкусии, односно други позитивни работи кои што доаѓаат од зголемувањето на индустријското производство, и тоа значи дека зацртаниот и трасиран пат на развој на економијата и поддршка на економијата е вистинскиот пат и треба да го продолжиме и поддлабочиме нашето работење на тој пат. Така да ви прашам за... Исто така би нагласил и дека и на годишно ниво стапката на раст на индустријското производство е солидна, 4,4% за периодот од една година. Значи ова 11,1 е ноември, додека на една година е 4,4 и тоа е еден солиден раст кој што влијае на севкупниот раст на бруто домашниот производ, кој во првите 3 квартали е 3,4%, очекуваме заклучно со четвртиот квартал, чии резултати ќе ги имаме некаде во март-април, да имаме 3,5 или можеби малку повеќе отколку што е планираните 3,5% раст на бруто домашниот производ. Тоа е висок раст, еден од повисоките во Европа, помеѓу првите 7-8 држави во Европа годинава според растот на бруто домашниот производ, и индустријското производство е еден од сегментите на бруто домашниот производ на овој раст кој што дава свој значителен допринос.